Заврши уште еден гроздобер. Дојде крајот на лозарските маки за оваа реколта, но не и за надежта дека од лозието и грозието може добро да се живее, да се гледа семејството, да се обнови или да се купи нова механизација, вели Златко Стојчев. Овој лозар од Кавадаречки Сопот ги направил пресметките. Биле слични на ланските. Годинава државата на лозарите им организирала порелаксиран откуп. Грозието го продале, но со цената што им ја дале винарските визби, повторно не можеле да ги покријат трошоците. На Стојчев извозот му дава малку надеж дека ќе има излез од состојбата. 2 година, мислам, благодарение на владата на Република Македонија, малце зема некој замав, пуштија малце повеќе извоз. Гројство почна да се извезуе, мислам тоа е еден добра особина. Арма тука помогне многу повеќе и сушта. Затоа што 40% од родот се намали, имам цена постигната 13 со 11, 13 динара за Вранецот и 11 динара за Смедеревката. Стојчев има 22 хектари под лозов насад со најзастапените вински сорти Смедеревка и Вранец. Не е задоволен од цената по која годинава го предаде родот, бидејќи неговата пресметка покажала поголеми трошоци. 2 динара имаме воден адамес, 2 динара имаме кроење, 2 динара имаме орање, 2 динара имаме врзување, 2 динара прскање. Кај се плати на земјоделец? Ние само правиме услуга на винариите. Овој најголем индивидуален лозар во Тиквешко вели дека како регистриран земјоделец имал големи давачки. Јас стално мањкам. Или 3-4 евра мањкам на водна заедница, па ќе чекам субвенција некој да ми даде, да си чистам и стално сме у расправија, не може да се покриеме. На 80 динара нафта, ние убаво тоа го кажуваме, ка не убедуја, ние се регистрираме како земјоделци, се зборуваше дека тоа ќе биде со зелена нафта, која ќе не кошта нас, пример, уполу од таа цена, а не 80 динара. На 1 декар 3 кило за орање. Стојчев вели дека ниската откупна цена на грозието била причина да не се обработуваат 30% од лозовите насади во Сопот. Нив лозарите ги чувале само за да земат од државната помош за земјоделците. Нови многу ретко подигале. Економската оправданост го колеба и него. 1 декар се нема изорано да се посаде лози. Значи народ не е заинтересиран. Овој лозар на почетокот на гроздоберот проблемите му ги кажа и на заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски, од кого побара државата да ги субвенционира регистрираните земјоделци со зелена или поевтина нафта. Тој и сега вели дека помош за лозарите има, но за да биде доволна, институциите треба да ја делат на вистинските земјоделци.